Впечатокот дека владата на Северна Македонија се повеќе се усогласува со политиките на новата администрација на Доналд Трамп дополнително се зацврсти по втората посета на премиерот Христијан Мицкоски на Вашингтон за помалку од еден месец и средбите што тој таму ги имаше за време на годишната конференција на конзервативната политичка акција. Премиерот денеска повтори дека политиката што сега ја промовира Вашингтон е, како што ја нарече, новото нормално за која тој очекува да добие масовна поддршка низ светот, слично како што неговата влада ја поддржи. Сепак Мицкоски не даде јасен одговор дали ваквата негова поддршка и суперлативите за Доналд Трамп ќе се ефектуираат низ американска поддршка за разликите со Бугарија. Имам чувство, а и од тоа што успеав од прво лице да го видам и слушнаме, дека полекано сигурно од Вашингтон на секаде во светот ќе се шири и ќе завладее новото нормално. Ние сме меѓу првите кои што го поддржавме тоа ново нормално и ценам дека тоа ќе биде масовно во периодот кој што следи, ќе добие голема поддршка во светот. Ценам дека со контактите кои што ги имаме од најблискиот периметар на председателот Трамп, дека можеме само да добиеме, а не и да изгубиме. Билатералниот спор кој што ние го имаме со нашиот источен сосед е спор генерално кој што нема никаква врска со вредностите на 21. век и ценам дека треба час поскоро ние како држава да ги отпочнеме и формално преговорите со Европската Унија кои што се дел од овој билатерален спор. А за сите останати атрибути кои што се дел од овој билатерален спор, кои што за жал се уште одредени политички кругови кај нашиот источен сосед ги третираат како свој врвен приоритет, тука мислам дека и не треба премногу да се коментира, бидејќи сепак идентитетски прашања кои што се поврзани со идентитетот на македонскиот народ, секој мој коментар би бил одвишок и се знаеме од став по тоа прашање кој е. Аргумент повеќе дека Скопје е на јасна линија со оваа администрација во Вашингтон е и фактот дека Северна Македонија заедно со Израел, Грузија и Унгарија е ко-спонзор на нацрт резолуцијата за Украина што ја предложија САД, во која не се споменува руската инвазија. Зошто официјално Скопје застана за овој предлог, а не за доној на европските сојузници кој содржи остри формулации против Москва? Па така одлучивме, дека ќе бидеме ко-спонзори на резолуцијата која што ја поднесоа Соединетите американски држави. Добро, што очекувате? Па очекувам да истата биде поддржана од мнозинството во рамките на Обединетите нации. Во екот на дипломатските игри дали и какво мировно решение ќе има за Украина, дали представници на Киев ќе бидат присутни на идните преговори, што ќе преземе Унијата која Вашингтон и Москва ја прескокнаа во директните разговори, се одбележуваат 3 години од почетокот на руската инвазија. Затоа врвот на Унијата денеска беше во Киев, прати пораки на целосна поддршка за Украина, но и нов сет санкции за Русија. The war in Ukraine remains the most central and consequential crisis for Europe's future. Војната во Украина останува најцентралната криза за Европа и за незината иднина. Путин се обидува посилно од кога и да ја добие војната. Неговата цел останува капитулација на Украина и знаеме што може наредно да се случи затоа што тоа веќе се случило. Не е загрозена само украинската, туку е загрозена и европската судбина. Затоа денеска го усвојуваме 16-тиот пакет санкции. Ќе ги зголемиме казнените санкции кон Русија со дека таа не покаже вистинска подготвеност за одржливо мировно решение. Во пресред на 3 годишнината од стартот на агресијата, Сдруженијата на украинци во земјава, во Скопје, одржаа марш на кој порачаа да нема разочарување и да не се губи надеж за најдоброто за Украина. За Гласот на Америка, од Скопје, Владимир Мирчевски.